Добар ден, магазин. Ние зборуваме за фактите, а не за она што го нарачуваат политичките елити. Тема на овој магазин ние е нешто што деновиве, што во овој месец, во оваа година, постојано го експлоатираме во ударните термини на вестите и чисто онака од воајерски аспект би рекол. Силување деца, педофилија, родоскрнавење, убиства, самоубиства од нереализирана љубов. И моето прво прашање, па дали само изборните резултати се матурски испит за Македонија? Значи, присилно пак тепање, главата од зид ми ја удирал. Дори и децата се за материјалното. Станот веќе мајка ми отиде. Што се случи откако го пријавивте сопругот? Ништо. Ништо во држава не се случи. Јас испадна виновникот, тој не. Од сопствениот стан ја останале само кебињата. По 32 години стаж ја изгубила и работата, а веднаш потоа и децата ја напуштиле. Не само што сопругот со години физички ја малтретирал, но и финансиски ја оставил на цедило. Со солзи во очите раскажува 52 годишната ЗБ, која од страв бара да остане анонимна. Изолиран случај или вака најчесто завршуваат жртвите на семејно насилство. Додека таа ја бара правдата, надлежните вели со години ја шетаат по судските ходници. Само јас ке се изборам за женива, знам што е вака. Само шетат од врата на врата, од таму до ваму, од СОС до СС, не знам што веќе каде, не сум била ништо помош. Ги штитили некои жените жртви и колку шелтер центрите ефикасно ја вршат својата работа? Никое здружение досега ништо не ми, само што бев сместена тоа 15 месеци, толку повеќе ништо немам јас помош никакво понатаму. Ни адвокат, ни ништо не знам. Побаравте адвокат од шелтер центарот? Побарав, да, и ми викаат, не можеме, ние вика сега ти си излезе, не можеме ние само да ти докажеме дека си била тука, а тоа другото не можеме ништо вика. И апелирам да ми се помогне. За работа веќе ке работам, ајде, колку можем. Меѓутоа барам некој сместување или во некој старачки дом, или некоја пензија да земам. Годишно околу 800 жени физички се малтретирани од своите сопрузи. Според статистиката на МВР, лани семејното насилство бележи зголемување за 20%. Поради срам од околината, жените не пријавуваат, а за насилниците пак уште поохрабрувачки е што само четвртина од случаевите добиваат судска завршница. Да ги одгледаме први рекламите, а потоа идеме со моите гости во студиото. Значи, гости во денешното издание на магазинот ние се Мирјана Ревановска-Стојановска, психолог, Драги Змијанац Меѓаши, Душко Миновски, Министерство за труд и социјална политика. Не знам дали е потребен посемен вовед темата, помалку или повеќе ја знаете, постојано е. Значи не зборувам за последнава недела, настана неделата, за месецов, него имаме некаква постојаност, континуитет на вакви настани. Сега, првото прашање кое е што ми се наметнува, имаме ли стратегија? Има ли државата стратегија воопшто? Имаме центри за социјална работа. Меѓутоа, како да надминеме од она констатација само на проблеми и да преминеме на решавање на проблеми? Има ли стратегија Македонија? Па дефинитивно во контекст на нашо стратегијата се постоечките закони, закон за семејство и закон за социјална заштита. Фактички во законот за семејство центрите за социјална работа се и насловени како органи за старателство. Тоа буквално значи дека онаму каде што родителите заради објективни или субјективни причини нема да може да обавува својата родителска улога дадена од природата и согласно законите, тогаш државата ги презима сите тие обврски. Значи се поставува старател посебен, се бара најдоброто решение за оно дете. Да, има систем се. Како тоа се практикува, колку е тоа на крајот на кришата, значи му дали една мала друга димензија, се извинам Драган, во целава ситуација. Значи нити овој феномен социопатолошки особено, значи грозоморен и така натаму што се случува, нити е само кај нас препознаен, тоа постои во целиот свет. Нити на пример на крајот на кришата умешноста е дали имаме механизми како се справуваме со тоа, и она што би го кажал е дека ова било и порано, меѓутоа со напливот на демократијата, на плурализмот, на нашето континуирана заложба за хармонизација со европското законодавство, презимаме доста
ситуација од Европа и се ослободија луѓето и да почнат да го тоа говорат. Значи имаме граѓански организации сериозни, препознатливи, не многу, ама тие што се препознатливи. Значи од децата, од жената, од мажот, семејството, граѓаните се охрабруваат да тоа и го кажуваат. И во така, да, корелација може да станува збор, меѓутоа евидентно е дека не е сериозен проблем, дека треба најсериозно да се третира. Така, невладиниот сектор што мисли, граѓанскиот сектор? Граѓанскиот сектор покрај тоа што се заземал да се спроведуваат сите овие позитивни законски легислативи за најдобар интерес на децата, има и мониторинг задача, следење дали тие се спроведуваат или не во пракса. Јас само ќе кажам дека има и акционен план за справување со сексуална злоупотреба и педофилија. Сакам да кажам дека и Министерството за правда се јави во улога на предлагател на зголемување на казнената политика за родоскрнавење, подведување на деца, злоупотреба на службена должност на деца под 14 години и сексуална злоупотреба на деца со пречки во развој. Меѓутоа, луѓето се тие кои се клучни во спроведување на стратегии, закони и акциони планови. Значи, колку и ние да ги ратификуваме и да се обврзуваме, ако во пракса не ги спроведуваме, се уште ќе имаме деца кои ќе бидат жртви на педофилија и сексуална злоупотреба. Што мислите експертите или луѓето кои што од научен аспект, некаде повеќето од луѓето кои дошле кај мене дошле по своја иницијатива, а таму каде што побарале помош, некаде во тој ланец, затоа што според моје мислење, таму не само труд и социјала, не само мегеши, не само психотерапевтите, тука и нели полицијата, па некои други органи кои се негде во тој ланец кој би требало сите заедно да учествуваат, негде се губи нешто, некои алки недостасуваат и луѓето не можат да ги остварат своите права или да некогаш не можат и да се докажат некои дела и се повлекуваат. Доаѓаат на психотерапија за да се средат себе си, да може да го продолжат животот понатаму. Јас предлагам да го видиме предлогот на колегата Иван Кузмановски, да го погледаме, познате, видене, меѓутоа уште еднаш да го одгледаме и да поразговараме како може тоа да не се случува. Му пуштил да гледаат порно филм и го правеле она што го гледале на филмот. Почнал да ја попаќа по гентилите и да бакнува по телото. Најчесто тоа се случувало во неговиот дом, кога немало никој дома, зашто и давал по 100 денари. Никого не оставија рамнодушен. Овие изјави се почесто се дел од секојдневните полициски извештаи. Родители, пријатели, соседи непознати посегнуваат по детската младост. Ликовите кои ги гледаме пред телевизиските камери кои со крената глава заминуваат од полициска станица, за секогаш ќе останат врежани во сеќавањата на децата жртви на педофилија. Ќе им помогнат ли да ја надминат преживеаната траума и кој е виновен? Вината е ке сите. Значи воопшто во системот, затоа што ни престори сериозна и коренита работа. Значи ние мора перманентно да работиме сите во системот. Не може да го гледаме изолирано. Ова е само социјална работа, ова е образовна, ова е здравствена, не напротив. Најлесно им е, но веројатно најмалку работат со нив. Психолози и педагози вработени во образовните установи забораваат која е нивната задача. Од Министерството за образование вела дека не им била единствена задача да разговараат со деца. Наставникот морал да им посочи проблем, а педагозите признаваат дека не знаеле како да препознаат дете кое се соочува со проблеми. Прашање е дали нашите педагошко-психолошки служби, дали нашите наставници се толку обучени и оспособени за да може да ги следат промени. Двете девојчиња кои изминативе денови се во центарот на вниманието на јавноста конечно добија заштита од државата. Сместени се во институција која ќе се грижи за нив иако предоцна. Откако ја преживеа траумата, сега психотерапевти ќе им помагаат повторно да живеат нормален живот. Се наметнува печатокот дека првин треба да ни се случи нешто, па отпосле да реагираме. Рековте, недостасува нешто во алката. Да, некаде како да се губи информацијата, не се проследува или не се доследни сите и не се затвара кругот. За да добијат тие што треба помош, а оние што треба да бидат казнити. Што недостасува во алката? Значи, исклучително комплексно прашање, дефинитивно, значи, станува збор, превенцијата е многу важна. Во сите.
особено здравство, образование и така натаму, збориме во социјалата дефинитивно. Мито има една друга ситуација која што значи неколку пати сме дали информација, владата прави напори и така натаму. Значи целиот овој транзиционен период, центрите за социјална работа понесоа состојбата на амортизери на тие состојби. Значи определен број на стручни лица, социјални работници, психолози, педагози, покрај големиот број на лица што поднесуваат барања за социјална помош и така натаму за преживување, имаме се повеќе девијантни ситуации и деформации во семејството. Се појава алкохолизам, семејно насилство, еве тука извори за друг тип на некое девијантно однесување и така натаму. И со постечкиот кадар луѓето што побрзо да направат. Иначе евидентно е дека алармантна ситуацијата, нити не имаме интенција, дај Боже, да можеме да направиме, значи преку патна превенција да може да ги детектираме, да ги осознаваме работите на време да се реагира. Значи методот на увид во непосреден увид во семејството е единствено ексклузивно право на социјалните работници. Значи, тој им е во основна техника за работа. Так. Значи, вие идете во едно семејство, затоа што имате молба за постојна парична помош, влагате во тоа, меѓутоа во разговорите, ја гледате динамиката на односи, разговарате, па додека, условно кажано, снајката или синот на некој повозрасни ви прават кафе, самиот татко или самата свекрва говори, знаете што имаме многу проблеми, ги малтретираат децата и така натаму. Или, дури ќе ви речат, во соседството се случува нешто чудно бе деца, ке нас е за помош работава, ама овдека, знаете што тој татко им прави, веќе ви сигнализира. Мада да не забораваме дека секое физичко лице, согласно уставот и така натаму, сите ние имаме обврски, да не збориме граѓански организации, обврска да пријавиме ако евентуално нешто има. Доколку не реагира надлежниот центар за социјална работа, тогаш веќе ние може да речеме да, тука е институцијата затајала. Иначе, превенцијата мора да се развива, значи и во законот е влезена, имаме многу мал простор за тоа и во наредниот период дефинитивно и со информацијата и со акционен план, што го спомна господин Змејанац, за справување со педофилија и така натаму и останатите девијантни појави, акцентот ќе биде ставен таму. Меѓутоа, за да имаме ефикасност, мора да ги искористиме сите расположиви субјекти на теренот. Тоа значи дека не може само од централно ниво одгоре да се гледа проблемот. Локалната самоуправа да ги развие своите ресурси во делот на социјална заштита, да има екипа, да има граѓански организација препоznatlива. Тоа значи дека до сега сме неразвиени? Па, не може да кажеме дека сме многу развиени. Змејанац. Ја мислам во алката која недостасува, веројатно приоритетот на одговорноста е многу важно да се дефинира. Ние претпоставуваме секогаш дека имаме одговорни родители. Дека родителите никогаш нема да помислат да направат родоскрнавење, да ги силуваат децата, да ги подведуваат, да го злоупотребуваат нивниот труд, да ги туркаат да питачат и да не одат на училиште и да не набројувам се. Меѓутоа, за жал, сиромаштијата, неписменоста, транзицијата веројатно ги принудува некои од родителите да ги злоупотребуваат децата. И мислам дека ако земеме генерално дека не сите родители се одговорни, тогаш автоматски доаѓа до израз државата која треба да превземе одговорност за заштита на децата. Има инструменти. Дали се тоа психосоцијалните служби во училиштата кои треба да следат однесувањето на децата, дали тоа ќе бидат во државни институции ако се згрижени или во училиштата кај што ги праќаме децата. Ако откаже таа втора алка, тогаш доаѓаат центрите за социјална работа како трета, која треба исто така да биде мобилна, единствена институција која може да влезе во домот, да ја увиди состојбата каква е центарот за социјална работа и тие можат и да одземат родителско право, едноставно и детето да го одземат од родителите кои не водат грижа. Потоа доаѓа граѓанскиот сервис, граѓански организации кои имаат правна служба, SOS телефони, кои соработуваат со системот, алармираат за одредена појава, затоа што децата сега го прејавуваат насилството и како резултат на нешто друго. Тоа постоело, но сега децата се охрабрени да проговорат, знаат дека молчењето значи соучесништво, дека некое друго дете ќе биде жртва ако се премолчи. И тоа родителите го знаат и на блиските. И уште нешто, веќе родителите се охрабрени да не ги осудуваат децата кога им се случува злоставување. Меѓутоа најголем проблем е што родоскрнавењето, педофилијата, силувањето на децата се случува од пријатели и познаници, деца кои ја добиле довербата и тоа е за децата траума, едноставно тогаш имаат проблем кому да се доверат. И затоа мислам дека тука во такви случаи психолозите, педагозите, центрите за социјална работа мора да имаат клучна улога, затоа што родителите или силувачите тоа сака да го имаат под тајност. Каков е профилот?